Во Македонија не престанува големото кршење на правата на текстилните работници. Ова денеска беше констатирано на трибината која што се одржа во Прилеп, а која е дел од проектот Не биди роб, информирај се за своите работнички права, кој што го реализира Сдруженијето Достоинствен работник од овој град. Од Инспекторатот за труд велат дека секојдневно имаат пријави од страна на работниците. Се изрекувале дури и казни за работодавачите, но се уште голем дел од текстилците работеле на црно, без соодветни услови, без право на годишен одмор и без исплата на К15. Значи најчести прекршувања на правата од работен однос е работа на црно, значи работодавачите ги држат работниците непријавени без договор за вработување, без да ги осигурат во задолжително социјално осигурување, ги држат на работа подолго од полното работно време, не им овозможуваат значи користење на годишен одмор, многу често и на дневен и на неделен одмор. Задоснуваат со исплата на бруто плата, значи понекогаш и не исплаќаат со месеци. Овој проект е поддржан од Европската унија преку грантова шема од Сдруженијето Отворена порта од Скопје. Проектот има за цел да воспостави механизам, едукација и информација на текстилните работнички од заштита на трудовата експлоатација во општина Прилеп во секторот на текстилната индустрија. Но за жал, иако поканети, ниту една текстилна компанија од Прилеп не присуствуваше на дебатата да разговара за работничките права. Посебно како резултат би ги одвоиле тоа што би сакале со овој проект да едуцираме преку 50 работнички од текстилниот сектор за заштита од трудовата експлоатација во текстилната индустрија, а со тоа да ги вклучиме самите работодавачи во процесот на информација и едукација за почитување на законската регулатива, поточно законот за работни односи и исто така и законот за безбедност и здравје при работа. Можеме да заклучиме и ние како организација дека текстилните компании во општина Прилеп воопшто не сака да се вклучуваат во овие процеси затоа што се плашат од Државниот инспекторат за труд, но нормално дека не треба да се плашат, тоа е со цел за подобрување на правата на работниците, а исто така и за подобрување на нивните услови кои што би конкурирале на европските фондови кои што се дел од ИПА фондовите, а исто така кои што дават голема поддршка и Европската унија во процесите за интеграција на малите и средните предпријатија. Од Сдруженијето Достоинствен работник велат дека правата на текстилните работници се кршат на повеќе полина, а не се почитувал ниту законот за здравје и безбедност при работа. Дел од работниците ги преуваат своите случаи во делот на прекршување на закон за работни односи во процесот на прекувремената работа, дискриминацијата, а исто така и неисплаќањето на регресот К15. Во безбедноста и здравјето при работата на текстилните работници во овој сектор се прекршува во делот на недоволните услови за работа и посебно сега во летниот период каде што некој дел од компаниите нема поставено соодветни ладни уреди, тоа клими, но исто така се прекршува и во процесот на техничкиот процес, тоа техничките машини каде што работниците не се доволно заштитени при бучава, а исто така и при соодветно ракување со самите апарати. Од текстилниот кластер кои што беа присутни на оваа тркалезна маса, посочија дека тие биле отворени за соработка и дека активно ќе се вклучат во подобрување на правата на работниците, но не биле во можност сега да ја покачат минималната плата, бараат субвенции од државата. Работодавачите се спремни и се вољни да ја покачат минималната плата со соодветни субвенции од страна на државата. Вие знаете дека во минатото имаш извозни субвенции, текстилната гранка е најголемиот извозник од земјава, така да 95% од целото производство оди за извоз и сметаме дека со соодветна стимулација и тоа ќе биде во делот на извозот или ќе биде во делот на покривање на придонесите, на делот придонесите од страна на државата, како што се правеше да речеме во делот на странските инвестиции, да заеднички се најде начин да таа плата биде покачена за текстилните работници. Во Македонија се регистрирани околу 30.000 текстилни работници, а на голем дел од нив секојдневно им се кршат основните работнички права.